Собранието преку многу законски решенија и разни акти во континуитет работи во унапредување на родовата еднаквост и подигнување на јавната свест за еднаквите можности помеѓу жените и мажите. Печатокот е дека во последните години се направи многу по однос на овие прашања, но факт е и дека уште многу треба да се работи, особено кога станува збор за имплементација на овие законски решенија. Токму на оваа тема, по повод празникот на жената 8 март, денеска разговараме со генералниот секретар на Собранието Марина Димовска. За разлика од претходно, денес не е проблем жените да бидат именувани на високи позиции. Колку е тоа предизвик, но и обврска за вас да бидете именувани за генерален секретар на една ваква голема институција. Ви благодарам на прашањето. Би рекла да се биде жена именувана на висока позиција, како што е позицијата генерален секретар на Македонското собрание, за мене представува вистински предизвик, но и воедно голема обврска. Водењето пред се на институциите од страна на жена е една значајна порака за развојот на општествената свест и со неа се потврдуваат заложбите за еднаквите можности на мажите и жените во сите сфери на живење. Жените пред се имаат непроценливо значење за развојот на поинклузивни и поефективни политики кои не само што се темелат на принципите на еднаквост и правичност, туку и на поддршка на различни интереси и потреби на општеството. Зголемената застапеност на жените во политиката и во сите сфери на општественото живење без сомнение носи значајни придонеси во решавањето на родовите прашања и во унапредувањето на еднаквоста. Овој процес не само што представува само исполнување на едни демократски обврски, туку и важен чекор кон поттикнување на инклузивен развој кој ги одразува и признава различните реалности и потреби на сите членови на општеството. Како генерална секретарка на Собранието имам голема одговорност и во моето работење се стремам да ја исполнам мојата цел, а тоа е да покажам дека лидерството, стручноста и успешноста не зависи само од полот на личноста, тоа единствено зависи од личните способности на секој поединец за неговата визија за функционирањето на институцијата која пред се има задача да ја води, како и тимот со кој раководи. Печатокот е дека во последниве неколку години се направи многу во однос на застапеноста на жените и унапредувањето на нивните права, но факт е дека е уште потребно многу да се работи. Еден од најголемите предизвици и понатаму останува искажувањето говор на омраза во јавноста. Вие минатата година учествувавте на сесија за справување со насилство врз жените вклучени во политиката. Во рамки на проектот Change, каде беше потенцирано дека жените, кои што активно се вклучени во политичкиот живот, многу често се изложени на различен вид на насилство. За жал, колку и да се зборува на оваа тема со цел да се зголеми свесноста за овие работи, сепак постојано сме сведоци на ситуации во кои жените кои активно учествуваат во политичкиот живот се изложени на говор на омраза, закани, навреди и деградирање особено во онлайн просторот. Тоа секако дека влијае на нивната одлучност да продолжат со политичкото ангажирање. Меѓутоа проблемот не е само индивидуален, би рекла дека е и системски. Потребна е синергија помеѓу сите учесници во процесот на институциите, но и значително ниво на политичка зрелост за да се спречи насилството врз жените во политиката и да се овозможи нивната заштита. Потребни се закони и политики кои испраќаат јасна порака до сите дека насилството врз жените не се толерира ниту во политиката, ниту во општеството како целина. Значи, потребно е доследно спроведување на законите, но и создавање на нови механизми за заштита на жените.
Со ратификување на Истанбулската конвенција, собранието се обврза пред се да превземе законодавни и други мерки заради обезбедување на правна, институционална и организацијска рамка за превенција на насилството врз жените, заштита на жртвите на семејното насилство, како и казнување на сторителите. Следствено на ова се направија многу законски измени, вклучувајќи и измени во кривичниот закон. Воедно морам да кажам дека парламентите морат да бидат институции за пример и работно место каде што жените и мажите можат еднакво да ги извршуваат своите представнички должности. Нашето собрание останува посветено да работи на оваа тема, да ја следи имплементацијата и преку своите механизми да врши надзор врз севкупното законодавство и политики, и на тој начин справувањето со насилството врз жените во политиката нема само да биде прашање на правата на жените, туку и на подобрување пред се на демократските процеси и зајакнување на општеството во целина. Затоа, сите заедно треба да промовираме пред се култура на почитување и поддршка и да го прифатиме фактот дека жените во политиката се неопходни за создавање на политики кои ќе ги одразуваат потребите на сите граѓани со заеднички напори да направиме, да создаваме услови во кои жените ќе можат слободно и безбедно да учествуваат во политичкиот живот. Се чини дека жените, без оглед на која политичка партија припаѓаат, кога се работи за прашања поврзани со еднаквоста и унапредувањето на жените и можностите помеѓу жените и мажите, секогаш преовладува женската солидарност. Колку тоа им помага на жените? Би сакала да истакнам дека бројот на жени во политиката од година во година се зголемува, но се уште престои борба за застапеноста на жената, па од тука сите жени, без разлика на која политичка партија припаѓаат, работат на постигнување родова еднаквост. За прашањата на родова еднаквост, жените се тие кои демонстрираат способност да се поддржуваат и да ги постават овие прашања во преден план. Без разлика на политичките различности, а тоа е и причината за постигнатиот успех во изминатите години. Во нашето собрание го имаме клубот на пратенички кој представува пример на ова за што зборуваме. Оваа неформална група во Македонското собрание е составена од сите пратенички, независно на која пратеничка група припаѓаат. Клубот на пратенички е формиран на 7 март 2003 година во рамките на регионалниот проект на Пактот за стабилност, Маса за родова рамноправност, со помош на локалните партнери, Македонското женско лоби, Сојузот на организациите на жените на Македонија и Оделението за унапредување на рамноправноста меѓу половите при Министерството за труд и социјална политика. И секако успешно работи во секој пратенички мандат до денес. Исто така и Комисијата за еднаквите можности на жените и мажите, кои во континуитет одржуваат настани за понатамошно напредување на правата на жените. Во таа насока и оваа година, по повод Меѓународниот ден на жената, 8 март, инициираа собранието да организира пленарна седница на која заедно со пратеничките преку своји обраќања ќе испратиме пораки за да подигнеме свеста од потребата за родова рамноправност. Само преку женската солидарност и заедништво ќе се надминат стереотипите во општеството. Собраниската стручна служба е непосредно вклучена во изработката и имплементацијата на актите поврзани со унапредувањето на рамноправноста, што предвидува акцискиот план за унапредување на рамноправноста помеѓу жените и мажите. Акцискиот план за унапредување на рамноправноста меѓу жените и мажите на Собранието за период од 2025 до 2027 година е третиот по ред стратешки документ кој има за цел целосна институционализација на рамноправноста меѓу жените и мажите во законодавниот дом. Во него е потенцирана посветеноста на нашата држава на унапредување на рамноправноста меѓу жените и мажите во согласност со начелата на Обединетите нации, Европската унија, Советот на Европа,
опсе и националните стандарди и политики. Овој акцијски план е подготвен, односно изготвен во еден транспарентен, инклузивен и меѓупартиски процес во кој главните носители се Комисијата за еднакви можности на жените и мажите и стручната служба на Собранието. Сите мерки и активности во акцијскиот план се групирани во 4 стратешки цели, а тоа се унапредување на рамноправноста на жените и мажите во нивното представување во Собранието, во законодавниот процес, потоа во надзорната улога, во внатрешната организација и преку меѓународната соработка на Собранието. По донесување на акцијскиот план, во Собранието се формира работна група која што ќе биде надлежна за следење на реализација на активностите предвидени со овој план. Сите овие активности се со цел како собрание постојано да работиме во насока на обезбедување пофер и поправено општество за сите.